Сега. Добро вечер, Свети Николе. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Јас морам да ви изразам пред се огромна благодарност што и на вакви временски услови ќе останете вечерва со нас, затоа што имаме многу што за зборуваме на една тема која што навистина секој еден од нас не мачи. Во рамки на акцијата важно е, од тебе зависат промените. Денеска токму во Свети Николе ќе зборуваме за еден горлив проблем на пензионерите и за политики кои што треба да донесат подобра иднина за сите, затоа што навистина е време да се направат промени. Во ерата која што е обележана со длабоки демографски промени, економски предизвици, но и лоши политики за вас, пензионерите, дискусијата за реформата на пензиската политика не може да биде посоодветна од оваа што вечерва ќе имаме. Ти благодарам, Марија. Се Марија што наведе, всушност представува една увертира за тоа што ќе зборуваме денес, за оваа кампања која ја водиме веќе неколку недели, која вели дека е важно да кажуваме што не засега сите нас, и која кажува дека е важно ВМРО ДПМН да ги донесе промените кои сакаме да ги видиме во Македонија. Важно е да создадеме економија која е одржлива, важно е да водиме политика која нема да дискриминира ниту еден граѓанин, без разлика на неговата возраст, политички или друг вид на припадност. Во период кога пракса на владата на СДСМ и ДУИ стана кратењето од средствата кои се наменети за пензионерите, важно е да имаме економски систем и стабилна финансиска состојба која овозможува и капитални инвестиции и задржување на младите во Македонија, но и овозможување соодветни услови, достојни услови за живот за оние кои ја градеа државата низ годините. Ја и Марија дадовме вовед во ситуацијата, сега можеме да ги представиме нашите гости. Добре дојде за Маја Кадиевска-Војновиќ, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Ивица Томовски, член на Централниот комитет на ВМРО ДПМН. Благица Ласовска, пратеник во Македонското собрание. И Кире Василевски како представник на пензионерите. Добро вечер и од мене до сите вас. Пред да започнеме официјалниот дел на дебатата, да зборуваме и да ги слушнеме овие ценети гости кои што навистина ќе имаат плодна дискусија и дебата на оваа тема, ќе погледнеме едно кратко видео кое што успеавме да го подготвиме за вас токму како еден вовед во денешната дискусија. Па предлагам да го погледнеме. Пензионерите во Скопје ги испорачаа барањата. Линарно зголемување и минимална пензија од 18.000 денари. Ние не сме се дигнали никога против ниједна влада. А денеска овие не примора да излеземе на улица да ги бараме. Нашите ништо страшно за државата не е. 3.500 лилијарда. Овие луѓе не се дојдени џабе овдека, од револт некој минимални пензии, они си покачуваа колку што треба за нив, а овие сиромаси не ги гледа никој. Пензионерот Неготино ја починал во сообраќајка доаѓајќи на кај Скопје да го поддржи протестот. Кошничката е 50.000, да. Така? Две пензии 25.000. Така? Добре. Значи, оваа кошничка е пресметена за 4-члено семејство. За 2-члено семејство влегуваат во пресметката. Ако е 2-члено семејство со минимални пензии, е подруго, затоа што две пензии влегуваат во приходот на семејство. Ова се бројки за преживување што ви ги кажав без да ги внесам другите. Потешко, да. Бројки. А со 12.000, со 13.000, нека дојде она, нека живее, ние ќе ги дадеме и 6%. Според методологијата за покачување, пензиите пораснаа за 5,3% наместо проектираните 6,8% кои ги најавуваше владата, со што пензионерите добија само 600 до 1000 денари плюс на сметките. Струја 2.500, телефон 2.500, вода 1.500, лекови 3.000. Добија плюс 5,3%, но зголемувањето не е според ветеното од пред 2 месеци. Инаку во Македонија има околу 330.000 пензионери. Најголемиот дел од нив или 97.000 земаат минимална пензија. Пензионерите беа избркани со обезбедување, туку состанокот го прекинав бидејќи бев навредена. Вака се брани министерката за труд и социјална политика за случајот на пензионерот Трајче Станојков, кој кажа дека Тренчевска повикала обезбедување да го избрка од владата, додека траел состанокот за нивните барања за покачување на пензиите. Ако има грам сочувство и памет во оваа влада,
може да се откаже од некои 100.000 евра за прослави некои од скупи автомобили, да подели на овие луѓе, односно, било кој нека проба, ја не знам како колегиве мои другари генерација преживуваат со 12.000. Незадоволни пензионери, идни пензионери и граѓани со транспаренти во масовен број денеска протестираа на градскиот плоштад во Штип. Држејќи празни тегли во рацете на владата и министерката Тренчевска им го честитаа денот на македонската револуционерна борба. Саркастично објаснија дека теглите не се празни, туку полни со воздух, бидејќи со покачувањето од 5,3% можеле да си го дозволат само него. У владата тие имат покачување 78%, а за нас не дадува една трошка, како да речат, еве, живејте со тоа. По Штипските и Кочанските, денес на протест излегоа и пензионерите од Свети Николе. Охридските пензионери наместо од Скопје поради немање материјални средства, како што велат од Сојузот, им биле укинати автобусите повторно на протест, но и овој пат од Охрид. Прилепските пензионери денеска го блокираа влезот на Прилеп кој води кон регионалниот пат Прилеп градско. Околу 1 час група пензионери го блокираа сообраќајот на влезот на Тетово по втор пат во 2 недели, со што уште еднаш го изразија своето незадоволство од ниските пензии. Во бифето на владата, таму имаат доручек, ручек и вечера за 250 денари. За нив, а за нас не. Така да, Ковачевски, тие розеви наочари нека ги извади, нека погледне во овој народ, кој стои по улици, гладува. Токму така, ова е тажната реалност која што само неколкумина минути покажува ни што се поминаа пензионерите. Јас со оглед на временските услови ви благодарам. Ќе започнам веднаш со прашањата кон нашите гости. Маја, многу често на ваквите панел дискусии разговараме за буџетот и за она какви се импликациите кои што ги имаат ваквите проблеми во буџетот, па може ли да кажеме кои се тековните предизвици по однос на зголемувањето на пензиите за буџетот? Добро вечер на сите. Добро вечер, Свети Никола. Ми е криво што врна и што ќе не можеме малце повеќе да разговараме. Треба да бидеме кратки и заради вас, заради тоа што дождов никако не стопираше од убава дебата. ВМРО ДПМН е народна партија и во минатото има докажано дека најголемото согласување со пензиите е за време на владење на ВМРО. Тековна власт сака да покаже дека усогласувањето во последната година, година и пол што го направи е највисоко во историја, не е точно. Најголемото согласување е во 2008 година и потоа во 2013 година. Формулата која што во времето на владењето на ВМРО беше во предвид земена, беше трошоците за живот и просечната плата, истата формула која што ја укина оваа власт за да ја донесе повторно пред една година. И што се случи во меѓувреме? Во меѓувреме растот на платите беше и негативен, значи на просечната плата, а инфлацијата галопираше. И за сите вас, за сите нас, најклучен проблем во економијава, колку и да сакаат представниците на владата се фала дека стабилизираат нешто, ништо не е точно. Од 20% инфлација на годишно ниво, паднавме на околу 6,6, односно 7% инфлација, што повторно е историски највисока инфлација. По старите вие памтите дека до 95-та имавме многу високи стапки на инфлација и намалување на животен стандард, повторно во време на владење на СДСМ. Значи, цените растат во континуитет и најголемиот проблем е тоа што сегашната власт, која што беше креатор на инфлацијава во многу голем дел, значи не е увезана, само да ве потсетам, не се справија добро со енергетската криза, не се справија добро, значи со стоковите резерви да ги наполнат па да интервенираат за пченица да имаме поевтин леп, не се справија со очекувањата инфлацијски кои што е еден голем момент, ниту пак со маржите на трговците. Неколку пати замрзнаа цени, ама по 1-2 месеци. И на крај,
Истите тие се нудат како решители на кризата од намалениот животен стандард. И за пензиите. Пензиите, спремајќи се тука да дојдам, ја видов минималната пензија која била во 2016 година, последната година од владење на ВМРО ДПМН, и колку луѓе земале минимална пензија. Значи, минималната во тоа време била околу 8.000, а минималната плата во тоа време била 10.000 денари, 10.800. Бројот на пензионери со минимална плата на крај на 2016 година бил само 7,8% од вкупниот број на пензионери. А сега знаете ли колку пензионери сте со минимална пензија? Од 13.300. 28% од вкупниот број на пензионери. И тука е проблемот. Значи, најверојатно најновите податоци ќе покажат дека заради галопирачката инфлација, неспособноста на владата сукцесивно да ви ги зголеми пензиите согласно растот на трошоците за живот, најверојатно со најновите податоци кои ги запреа со 20-та година, значи за 21 и 22 ќе имаме и 23-та пораст на сиромаштија помеѓу пензионерите. Какво решение ние нудиме? Значи, зашто ВМРО се тепа да дојде на власт? Одговорност е власта. Буџетот е одговорност. Буџетот е огромен, гломазен, од 4,5 милиарди евра, а само трансферите за пензии, значи, пензиите во овој буџет се 1,4 милиарди евра, или 28% од државниот буџет. Дали ќе има пари за пензии? Ќе има. А што треба да направиме? Треба да ги прекинеме сите оние јавни набавки во 4 очи, договорни услуги во кои што се крадат многу пари. Треба да намалиме расипничко трошење за се и се што. 4 години поред имаме над пола милиарда евра дефицит во буџетот, што е многу, е неодржливо. Значи, само со рационално трошење и со собирање на повеќе приходи во буџетот, да ги оданочиме сите оние кои не плаќаат даноци, овдека се издава фискални сметки, меѓутоа да видиме дали во сите градови се издаваат фискални сметки. Ако собереме доволно пари и не трошиме така расипнички, загарантирано ќе најдеме пари за усогласување на пензиите онака како што треба, согласно растот на трошоците за живот. Ја би скратила тука како вовед, да оставам на моите колеги за понатамошна дискусија. Ви благодарам. Зачнавте една тема која се однесува на тоа што ВМРО ДПМН ќе направи во иднина, односно кои се решенијата кои ги нудиме. Па затоа би сакал да поставам прашање до господинот Ивица Томовски околу тоа на кои начини владата може и треба да ја подобри ситуацијата, односно актуелната состојба кај пензионерите, и како да се задоволат нивните барања кои во оваа ситуација на инфлација на пат на животниот стандард се сосема легитимни. Се слушам. Значи, постојат неколку начини, добро вечер, и он мене се извинува вака. Постојат неколку начини како владата може да ги задоволи пензионерите. Првенствено, треба да ја спречиме иселувањето на младите, големата корупција, сивата економија, намалениот интерес на владата за решавање на овој проблем и како сол на таа рана е инфлацијата. Околу мерките кои што владата треба да ги спроведе, пред се треба се вложува во стопанството, односно реалниот сектор, во намалување, како што потенцира во иселувањето на младите, и тоа треба да го спроведе преку 3 начини. Првенствено, краткорочно, среднорочно и долгорочно. Краткорочното треба веднаш да ги задоволи потребите на пензионерите, бидејќи тука има мајки, татковци, дедовци, баби кои што учествувале и вложувале во градењето на оваа држава, и како истите треба да бидат задоволени, односно да си ги уживаат своите права во пензионерските денови. Додека во
долгорочни и среднорочни, треба постојано да се комуницира со реалниот сектор, да се предвидуваат мерки, мерки за нови вработувања, мерки за повисоки плати, впрочем, какви што ги имаше и во минатото, кои што овие ги укина и денеска е резултат на тоа што го имаме. Има еден лош податок во делот на пензиите. Ако пред 10-15 години имало 5 вработени лица на еден пензионер, денеска имаме 1,6 вработени лица на еден пензионер. Она што ние како ВМРО ДПМН ќе го направиме во иднина, нашата цел и мисија е тоа да биде 3:1, односно на тој начин ние можеме да ги изедначиме минималната плата со минималната пензија во Македонија. Благодарам, Ивица. Ова е навистина нешто што секој од нас би посакал да го слушне и после една ваква дискусија и после едни вакви идни политики кои што ги планира ВМРО ДПМН и после една обстажна анализа на буџетот, некако следствено на тоа, почитувам господин Кире, доаѓа да ви се обратам вам и да го слушнеме вашето размислување. Пред да дојдете на вечерашната дебата, вие самиот потенциравте дека ќе бидете присутен на еден протест кој што го организирате и дека кога ќе завршите, тогаш ќе пристигнете. Може ли да ни кажете вашето мислење за целата состојба, мислењето на сите пензионери кои што учествувате во една борба која што навистина треба да ја освоите? Благодарам на прашањето. Поздрав до сите присутни, најмногу до оние членови на Сојузот на пензионери за достоен живот, кои покрај овој дожд, кој што не посака како и владата што не сака, нас пензионерите што протестираме, еве ни се случува тоа и вечерва, што да правиме? Тоа Господин е Кире, дождот велат понекогаш е берике, така што ценам дека оваа дебата ќе вроди со многу добар плод. Меѓутоа берикето од оваа влада барем до сега не видовме, а не очекуваме и понатаму. Точно така, но затоа вечерва зборуваме на трибина на ВМРО ДПМН. Токму така и токму затоа го изразувам моето задоволство и почит кон ВМРО ДПМН, кој што како партија прва има сенс, нюх, осет, како сакате, за проблемите на пензионерите. Први ги препознаа мајките на пензионерите и лидерот на партијата, господинот Мицковски, прв од сите први луѓе на политичките партии во Македонија побара средба со нас, а тоа сепак не е мала работа. Ние знаеме тоа да го цениме, меѓутоа, ќе кажам, ние од Сојузот за достоинствен живот сме непартиски. Ние сме пензионери. Кај нас има една партија, тоа е партијата на пензионерите. Доаѓам од протест и токму затоа многу не ми пречи дождот, бидејќи се навикнавме ние, барем посебно и си Свети Николчани, бидејќи се меѓу најупорните заедно со прилепчани во Македонија во делот на протестите. Така да ги слушнав претходните говорници, можам само да напомнам неколку барања на Сдруженијето, а тоа се веќе познатите, тие ги знаете, линеарно покачување од 5.000 денари, минимална пензија помеѓу 18.000 и 20.000, меѓутоа, и конечно еднаш да признаеме дека сето ова што ни се случува сега и што им се случува на најголемиот дел од пензионерите, некаде 163.000 моментно во Македонија, всушност е резултат на онаа во наводници болна, односно успешна традиција на некоја власт пред многу одамна. Сите тие луѓе се колатерална штета на таа транзиција и на таа буквална кражба на се она што можеше да се рече дека е право на работникот. И токму затоа сега пензионерите ги немаат своите права и не можат да ги остварат. Меѓутоа, ние сме многу упорни луѓе. Заборавија од актуелната власт дека ќе одиме до крај и дека не можат да не фатат на кондиција. Зошто? На наша страна е искуството, знаењето, бидејќи во редовите на Сојузот на Сдруженијето на борци за достоинствен живот се луѓе од различни професии. Луѓе кои што знаат да преценат, оценат, донесат вистинска одлука. Министерката Тренчевска немаше никакво чувство за тоа, а да не говорам за оваа арогантна власт која
Замислете, која на една појава, која што е ретка не само во Европа, не само на Балканот, туку и во светот, гледа со таков игнорантски однос. Каде сте слушнале дека пензионерите излегле на улица да бараат своји права и уште пожално да бараат достоинствен живот? Луѓе, тоа го нема никаде. Тоа се случува за прв пат во Македонија. Во овие 32 години, велам за жал, се надевам за многу брзо време ќе помине и дека сето тоа ќе биде само едно болно минато, дека пензионерите ќе имаат достоинствен живот, дека нема да има солзи на нивните лица, кога ќе нема да им купат на своите внучиња било што и слично. Нашите активности ги следите сите, претпоставувам, секојдневни се во различни градови, барањата се исти, веќе од седми ги радикализираме во сосема друга насока, а тоа е запознавање на пошироката светска јавност, европска јавност за потезите и сето она што го придонесува овие кои што упорно така сакаат да не однесат во Европа. Во Европа пензионери со пензија минимална од 11.000 не. Не. Меѓутоа, за жал, тоа е дел од нашата реалност, од сето она што ни се случува. Да најавам дека на 7 идниот месец ќе бидеме пред 5 амбасади во Скопје, ќе се поделиме по градови и ќе доставиме наши барања и информација за нашата состојба и до сите тие 5 амбасади, вклучувајќи ја Европската Унија. Сетиштето на ОПСЕ веќе е информирано со една подолга информација, така да го вклучуваме во решавање на проблемот и меѓународниот фактор и се разбира повеќе од сигурно очекуваме еден голем притисок врз актуелната власт, барем нешто да реши. А знаете што ќе реши? Се извинувам. Ќе го реши она што го најавија во текот на вчерашниот ден и веднаш експресно го повлекоа. А тоа е така нареченото нивно покачување, реално усогласување, ќе го преместат сега на 1. јануари и на 1. јули. Повеќе од очигледно и на малите деца им е јасно дека тоа е еден популизам. Популизам пред избори. Мислат дека ќе не залажат со нивните средства на 1. јануари и на 1. јули. Значи пред избори едноставно. Почитувам господин Кира, јас ценам дека се она што досега власта го кажала, следниот ден или денот потоа веднаш го променила своето мислење. Така што да видиме дали и ова вчерашно ветување дека ова ќе го реализираат од 1. јануари и 1. јули ќе се оствари. Не верувам дека тие имаат никаква замисла и дека ги слушаат вашите барања. Кој е предлогот или што предлагаме ние, пензионерите? Предлагаме системско решавање и системски приотко решавање на овој проблем. Ова не е прашање за денески и за утре, за дводневно решавање или двочасовно. Овде треба работа. Меѓутоа не работна група која се формира за да не се заврши работата, туку работна група со стручни луѓе и со представници на вистинските пензионери, така да се дојде до реалното решение и остварување на сите оние барања кои што досега ги баравме. Благодарам. Благодариме господине Кире. Вие на оваа дебата мислам дека сте единствениот кој не само што може да го идентификува, туку и го живее проблемот на пензионерите во Македонија. А решавањето на овој проблем во голема мера ќе зависи од работата на парламентот и поддршката која ВМРО-ДПМН ќе ја добие на наредните парламентарни избори. Затоа би сакал да ја прашам пратеничката Ласовска околу тоа каква е состојбата во парламентот на оваа тема и дали власта размислува за промени на пензиската политика кои ќе ги задоволат барањата на пензионерите. Благодарам, Бојан. Добро вечер, драги мои сограѓани. Иако времето не ни оди во прилог, сепак мислам дека темава на која што вечерва разговараме и те како го заслужува нашето внимание.
Прво и пред се би сакала да кажам и да подсетам, затоа што, за жал, кај нас власта оди и игра на кратко паметење, дека главен виновник за тажната сага на пензионерите е СДСМ заедно со ДУИ. Тоа мора да го подсетиме, да го кажеме, да го потенцираме и да не заборавиме дека пред 7 години, кога авангардата по Скопје и овде по сите градови рушеа, палеа и сквернавеа, со една максима живот за сите, дојде моментот кога нема живот не за сите, туку нема живот за никој, освен за неколку фамилии. Ова треба да го коригираме, да го поправиме. И кога се работи за законските решенија во Собранието на Република Македонија, токму моментот кога дојдоа на власт, после само неколку месеци, условот кој што методолошки ВМРО ДПМН ги покачуваше пензиите 2 пати годишно, тоа многу добро го знаат пензионерите и од ова временска дистанца можат да направат разлика колку вредела таа пензија тогаш и колку вреди оваа пензија денеска со двоцифрена инфлација и со една голгота на иселување и старење на државата. Сакам да истакнам дека само што дојдоа на власт, го тргнаа вториот услов, трошоците на живот, и на тој начин, наместо да се покачат пензиите почнаа да се намалуваат. На нашето предупредување, на нашите амандмани, на нашето неколку пати повторено поднесување на истото законско решение, дека ова не води кон ништо, туку води кон намалување на пензиите. Дури имавме интервенција законска и кога се носеше законот за минимална плата, кажавме дека да, во ред се разбира, треба да има минимална плата, но во споредба со пензионерите, кои што се наши родители, кои што се луѓе кои што го граделе општеството, практично приоѓаат дискриминаторски. Ако има минимална плата, тогаш мора да има и минимална пензија. Но знаете како? Грабежот и душманското ништење на државата им е најважно. За овие 7 години направија јавен долг од 3 милиарди евра. Еве кажете ми, во што ги вложија? Во Источна Македонија дали вложија во изградба на некој старечки дом, например. Бидејќи знаеме дека, да, се сели цела Република Македонија, младите буквално се прогонети, голем број од нив си одат затоа што не можат да живеат во системот, не заради економска сиромаштија. И кажете ми дали направија некој старечки дом. Оставени се нашите родители, баби, дедовци, сами да се грижат за своето здравје. Затоа, заради временскиве услови, можам само да кажам и да порачам на пензионерите дека сите наши усилби во Собранието на Република Македонија, дали се тоа законски проекти, дали се тоа амандмани, дали се тоа амандмани во делот на носење на буџетските решенија, буџетот како најстратешки документ во државата, сите до еден досега биле одбиени. И да одговорам на господинот Кире, вака иронично звучеше за дека пензионерите не се партии, точно е тоа, но господине Кире, за жал, во коалицијата на власт има една партија која што се нарекува партија на пензионерите и тоа е колега наш кој што злоупотребувајќи го вашиот статус, изградил собствена кариера и гласа за таквите законски решенија кои што на вас животот ви го прават онаков каков што ви е. Ова е за подсетување на пензионерите дека во коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз има партија која што се нарекува партија на пензионерите и таа во ваше име гласа за законски решенија кои што ќе ги сервира власта. Значи, што е решението? Решението е прво и пред се
да ВМРО ДПМН како една партија која што доаѓа од народот, како една партија која што докажала досега дека ги слуша сите групи во државата, вклучително и пензионерите, што е можно побрзо да дојде на власт, да донесеме законски решенија кои што ќе представуваат достоинство, затоа што знам дека пензионерите во оваа трета доба се борат едноставно за достоинствен живот. И тоа можете да го остварите само и исклучиво преку ВМРО ДПМН. Благодарам, Благица. Јас некако и покрај временските услови не би се откажала од вториот дел на дебатата. Предлагам да погледнеме едно видео кое што го подготвивме и кое што произлезе од теренска посета на председателот Христијан Мисковски. Затоа што секој еден од вас, кога ќе постави едно прашање, заслужува да добие соодветен одговор, па да погледнеме кој е одговорот на ВМРО ДПМН. Македонија оваа година за прв пат во своето постоење на Македонија и се случуваат пензионери. Нешто што ние на сериозна држава не треба да си го дозволи. Од 336.000 пензионери во Македонија, бројката е варијабилна, некаде половина се на работна екзистенција. Она што денеска се случува низ Македонија, кога ги гледаме пензионерите кои што наместо да уживаат во своите пензионерски денови, тие протестираат. Можам да зборувам за три причини кои што се основни зошто се доведовме во ова ситуација. Првата е, пред неколку години беше напуштен стариот систем на нивелирање на пензиите, кога пензиите се нивелираа по два основи, и тоа е грешка на оваа влада. Зошто тоа се случи? Тоа се случи поради втората причина, а тоа е многу од средствата кои што требаше да бидат наменети за пораст на пензиите, завршија во недомакинско трошење, односно во тендери во 4 очи. Ние денеска имаме еден проект кој што се уште, за жал, не е почнат да се гради, лопата не е фрлена, шајка не е закована, а се потрошени повеќе од 200 милиони евра. Тоа се доволно пари за да може најголем дел од вашите барања да бидат задоволени. Но, за жал, овие пари завршија во приватни џебови и во џебови на корумпирани политичари. Тоа се пари кои што треба да завршат кај граѓаните, во случајов дел кај пензионерите, дел кај другите и така натаму, но тие завршуваат таму каде што не треба да завршат. Тој е само мал дел. Ние како ВМРО ДПМН не можеме да излеземе во јавност и да ветуваме чуда. Прво, не ни дозволува нашиот карактер, нашиот минат труд и на крај ние не сме чудотворци. Но можеме да ви ветиме дека ќе биде многу подобро од тоа што е сега и можеме да ви ветиме дека дел од овие средства кои што се наменети за богатење на корумпирани политичари ќе завршат кај вас. Како ќе завршат? Преку зголемени пензии. Сакам да ви се заблагодарам на секој еден кој што остана присутен да ги слушне овие работи. Замислата беше да продолжиме и во вториот дел, нашите учесници да зборуваат за идните политики, за тоа како може да има стабилност и одржливост на буџетот, како може ВМРО ДПМН да донесе едни добри политики кои што ќе значат подобрување на состојбата, да зборуваме за тоа каков ќе биде односот на пензионерите кон власта и на власта кон пензионерите и да зборуваме за состојбите во собранието. Јас ви благодарам на сите уште еднаш и се гледаме во следна прилика.